Пчеларите од Охрид се жалат дека уште не им се исплатени субвенциите за 2024 година, во време кога се борат да опстанат со штети од климатските промени, намален род и нелојална конкуренција. Ова е уште еден удар врз нивната екзистенција и заработка. Ги пределија кај на пчеларите, ги пределија на 2 рати да ги дадат, ево за 24 година последната рата не е исплатена. 2024? Да. А за 2025? Тоа е тоа. Значи јас негде сум околу 200-250 друштва, добра да речам пара иде субвенцијата, али сепак ќе речам тоа е тоа. Една рата да 600 денари плюс не е доплатено, уште по 300 денари треба да ни доплатат. Но поголем проблем за пчеларите представува нелојалната конкуренција која се повеќе зема замав. Се повеќе на пазарите се нуди лажен мед кој се продава за иста или малку пониска цена. Пчеларите бараат од државата да им помогне во созбивање на истата. Јас прв би се откажал од субвенциите, толку би му платил на државава колку што земам субвенции, само да ги тргнат нелојалната конкуренција и овие фалсификатори на мед, значи што продаваат дури жива сода редат во некои смеси за да ги стабилизира, да ја намалат киселоста, ги мамат луѓе, значи ги уништија. Секој втор човек, да не речам прв, секој втор човек веќе се жали на дијабет, на шекер, имам шекер, мед не смеам да, а уствари тоа се должи на фалсификатите што ги трујат луѓето. Ги прашавме надлежните од Министерството за земјоделие зошто доцнат и кога ќе бидат исплатени субвенциите за пчеларите, но до емитување на прилогот одговор не добивме. Инаку во Охридско бројот на пчелари од година во година е се помал, па така од околу 200 сега активно работат само околу 50.